Она што излезе како информација, имав можност исто така да направам една компарација, токму она околу фалсификуваната лиценца за кабарето. За жал не е ни единствена, сигурно, тоа го спомена и министерот. Но она што и Мицкоски го кажа пред неколку денови и денеска еве и вице-премиерот Николовски чинам согласни се дека треба да има промени во тој закон за угостителска дејност. Велат, проблемот е што после законските измени од 2007 или 2008 година е оставено на добрата волја и совеста на сите сопственици на објекти, односно дискотеки, кабареа, со изјава на нотар да дадат тврдење дека работат согласно законите и дека ги исполнуваат минимум техничките услови на работа. Како е воопшто возможно толку години да функционира ваков закон? Очигледно е плодно тло за злоупотреби. Еве и тоа се докажа како еден дел од целиот синџир. Затоа велам дека кај нас корумпираниот и криминализиран ум на секој поединец во ова општество и во оваа држава, народски кажано е да барам дупка во законот. Или некој член каде што мене нема законските правила и норми да ме фаќаат, да ме тангираат и јас да си го терам сопствениот бизнис или сопствената работа како што мислам дека таа ќе ми носи профит. Значи кај нас мислам со должна почит на секој некој како можел да креира законско решение каде што ќе се остави на толкување на совеста на сопствениците на објектите дали тие ќе дали изјава на нотар и тоа се ќе било од нивна страна кажано дека се е согласно уставот и законите како што велеше една министерка и ние така ќе функционираме. Значи тоа е апсурд во земјата на апсурдите. Неверојатно е во држава која по сите параметри и рангирања е една од најкорумпираните не на Балканот, туку во светски рамки, кај нас чинителите и креаторите на законите да оставаат на совест на тие кои треба да ги почитуваат законите и апсолутно тоа е една и од пропустите што довело до најкатастрофалниот и најтрагичен случај во поновата македонска историја. Од друга страна, сакав да се надоврзам пак на соговорникот. Све тоа што го вели апсолутно е така. Со тоа што не се согласувам дека има, не знам, изворедни ликови во 4 политички партии, ако има, тие немало да бидат во тие системи каде што се како испреплетени црева корумпирани, но се согласувам со неговата теза дека во оваа држава има или имало изворедни поединци во секоја фела и во секоја општествена сфера на живењето. Да не говорам какви доктори, какви инженери, какви архитекти, какви IT експерти. Не сакам еве да го спомнам и најголемиот македонски ум од Свети Николе кој загина и така разбравме кој бил тој Васко Саздовски под настречница. Па да, ама тој беше еден од најголемите македонски умови научници. И од како почина јавноста разбра. За жал. Па тоа сакам да кажам. Оваа корумпирана држава, овој монструм од држава, корумпиран, ги брка најголемите умови, не дека ние не сме дале најголеми умови. Еве ќе го споменам примерот и на Емилија Стојменова Дух, која е од Виница, која беше словенечка министерка за дигитална технологија во владата на Роберт Голуб. Сега конкретно ќе го споменам примерот да видиме која е Емилија Стојменова Дух и која е Словенија и зашто правам компарација. Како најдобар студент по дигитални технологии беше именувана за министер во првенец на генерација во владата на Роберт Голуб. И нормално жената ги има сите квалификативи и прерогативи да го води тоа министерство. Самата си поднесе оставка. Тоа во Македонија не банална ствар. Буквално би ја исмевале ако требало да поднесе оставка, само да ја подсетам јавноста, тој отиде во медиумите, бидејќи одела на службен пат од Словенија на Виенскиот аеродром во Австрија и бидејќи доцнела, незиниот шофер уклучил ротациони светла за да ги претекнува останатите на собрак. Извини. Тоа настана скандал во Словенија и во Австрија и самиот премиер на Словенија рече или ќе си поднесе оставка сама или јас ќе ја разрешам. Жената за волја на вистината се извини на словенечките граѓани и рече: збориме за најголемиот ум роден во Македонија, во средно училиште отишол и своето образование го завршил во Словенија со дигнитет, каде што била дел од словенечката влада, работела за словенечките граѓани, без никаков проблем се извини и го прифати тој кабајет и таа вина. Имаме примери што ова сакам да го кажам. Сега велиме состојба на умот. Јас многу пати сум велел и во вашето студио.
што е состојбен умот кај македонските корумпирани, криминализирани политичари и функционери, што е состојбен умот кај германските, да речам, или холандските и данските. Градоначалничка на Хамбург, после завршување на своето работно време, чека воз да си отиде дома со канче, со храна, и тоа е пример како функционира. Председателот на Австрија, Александар фон дер Белен, беше сликан со ранец од пешки како оди на работа председател. Да, или на точак. Ама или Добро, да не зборам, не, тоа е предалеку, тоа е не предалеку, ама и вие зборите за некои работи кои се тотално утопија за Македонија. Не си иманентни, само како да го подобриме? Чекај, само да кажам. Ја не прифаќам дека утопија. Ама нас практиката во вие 33 години на политичка култура што е велат на поведение на македонските функционери, а тоа не е политичка култура, не култура, тоа е примордијално и примитивно дно од тие што треба да бидат елита на една држава. Тие се однесуваат многу негативно шириме. Не негативност, ние ги констатираме ставовите. Да, ставот ми е точно. Мислите дека јас не сакам да ова све што го живееме, ова зло да речам, имаме одговорност да побараме од граѓаните, да побараме од граѓаните, прво од граѓаните, функционерите одговараат на граѓаните. Ја одам таму кај што е легитимитетот. Легитимитетот не е кај некој избран човек, туку кај човекот кој што бира. Ја зборам со тој што е најмокен. За мене најмокен е граѓанинот. Може да не се слагаме. Мене човекот што е од другата страна на овој, за мене тој е цар, најбитен. Така да, за тоа се враќаме. Граѓаните треба да ги прашуваат избраните легитимни представници пратениците. Само извини, само ова да те прекинам. Точно е све што го збориш тоа. Но граѓаните знаете што прават за жал. Да, за жал, само што ова да кажам. Што прават граѓаните од своите легитимно избрани представници? Одат во партиските штабови, им бараат некоја услуга лично за нив, бидејќи сметаат дека трчале за избори. Па услугите еве доведува до независност. Тој систем на испреплетеност за граѓаните прашањето е сега како до подобар систем. Треба ли да состават младите да ги водат институциите и поголема шанса? Кадарните прави. И тоа е една, бидејќи ја не сум идеалист, не мислам дека млад еднакво способен или млад еднакво најболе решение. Меѓутоа младите се тие кои што поставуваат стандарди и очекувања, така? Имаме исто така забелешка, особено во невладиниот сектор и во приватниот сектор, каде што луѓе не сакаат да бидат етикетирани, не сакаат да учествуваат. Видете, ако не сте на масата, тогаш сте на менито. Ние сме на менито, пошто не кеме да бидеме на масата, нели? Испод части ние да работиме за X пари, испод части ние да идеме на митинзи, испод части ние ова и оставаме вакуум, а во политиката вакуум не постои, кога интелектуалците и кога луѓето кои што се професионални во своите води оставаат вакуум и не учествуваат, тогаш ќе дојде некој да го пополни. Тогаш партијата слободно ќе си отиде таму кај луѓето. Не сакам да навредам никого. Тие луѓе не одат таму од кејф да бараат услуги, од мака одат. Од мака одат, затоа што јас знам, сум живеел на Јајапаша, знам какви судбини има таму, живеам у Радишани, кај што преку реката има многу тажни судбини, не може некој мене да ми каже дека тие луѓе идат од кејф таму. Така, тоа е прва работа. Втора работа е дека треба да понесат интелектуалците одговорност кои што оставаат ваку. Ќе ми кажат не се бавам со политика, со што се бавиш? Со Тетрис? Не можеш да бидеш, ако сакаш да живееш у држава, ако сакаш да живееш у општество, ако сакаш да живееш во систем кај што има демократија, ќе учествуваш, сакал некел. Тоа препорачувам сите млади да го прочитаат Ортега, Revolt of the Masses и што се случува кога вие велите ова не ме занима. Но зависно како се користи политиката. Политиката се користи онака како што ние. Затоа ќе се навратам на двата принципи, особено до младите. Значи за вас е оваа порака. Мора да очекувате извонредност. Ја спомнаа колешката Дух. Она тоа го направила затоа што знае дека од владата во Словенија се очекува извонредност и ништо помалку. Мора да очекувате благородност, затоа што она го направила тоа што е благородно. Во Словенија се очекува благородност и ништо помалку од благородност. Ние сме заборавиле тоа да го очекуваме. Ние очекуваме тие да седнат со нас, понекогаш и да ни ги поедностават работите, затоа побарав и повеќе време. Јас не планирам на овој народ веќе да му поедноставувам. Од тие што поедноставуваат работи, ние сме тука. Од тие што поедноставуваат сме тука. Јас сакам комплексно да му објаснам и сите да одвојат по пола саат за да сватат колку е саат. Да, но кога сме во прашањето е дали премногу е ставен акцентот за секај нас, луѓе се поделени, браќа се поделени заради политика. Токму затоа прашањето беше како се користи политиката. Човекот де факто е политичко битие, тоа сме го учеле и на правни и на политички науки, на Јустинијан I. Меѓутоа, поентата е како
се раководи со тоа. Еве гледаме во осомничените, тоа слушаме од првите луѓе, има и пример министер за економија, државна секретарка која што ги ја потпишала таа фалсификувана лиценца со сета почит кон презумпција на невиност. Ова се податоци, но со сето тоа што излегува во јавност, еве гледаме, имаше статус и јавно повикување, на пример, сопругата на Бектеши, каде што вели дека не е тој виновен и на некаков начин се дава етнополитички, ајде да кажеме, наратив у целиот. Нити су истражени органи, не коментирам тоа, а тоа не верувам дека некој бил поширок општествен аспект, господине Хасановиќ. Јас сум работел во одбрана, еве од практичен пример. Пошто многу често сакаме да кажеме дека луѓето се корумпирани и све. Вие не знаете колку луѓето се уствари неспремни за своите позиции. Јас бев запрепастен од тоа колку има и во администрацијата, нели, јас сум соработал со фантастични луѓе во администрацијата кои што работат за 10, меѓутоа тие 9 што се заднив, на вистина е многу тешко да ги влечете. И сега, тој човек од незнаење понекогаш ќе направи грешка и понекогаш ние ќе кажеме, има корупција. Тогаш зошто е на таа позиција, ако не е кадарен за тоа? Апсолутно. Меѓутоа, па не е кадарен затоа што не бираме добри пратеници кои што после бираат недобри извршни министери и така натаму, кои што после вработуваат недобри административци. Многу е едноставна логичната следственост ако вие го следите уставот. Кога ќе ви дојде на вас листата на пратеници, кога ќе видите некој кој што е недостоинствен, не е извонреден и не е благороден, извини пријателju, ќе отидеш у партија и ќе кажеш не можеше да најдеш никој друг, не можеше да најдеш никој друг освен овој. Ама никој тоа не го прави. И сега кога не го правиме тоа, тогаш не можеме да кажеме ама овој од извршна направил вака, па нормално кога си му донал пратеник кој што е да шефе. Се извинувам, меѓутоа многу е лесна логичната следственост и многу е лесно да свалиме ние на некаква мистична клика која што постои некаде во воздухот. Да, постои олигархија во Македонија, меѓутоа тоа е олигархиска тврдина која што сите ние цигла по цигла сме ја граделе. Или со тишина, или активно. Како ќе ја срушиме? Со тоа нема да се сруши за еден ден. И ние ако чекаме во годинава нов систем, тогаш сите да си одиме. А ако сме спремни и ако сакаме да ги испочитуваме луѓето од Кочани, ако сакаме да ги испочитуваме луѓето кои што се сеа под земја, ако сакаме да ги испочитуваме тие кои што ни ги избркаа, тогаш ќе бараме нови стандарди. Не може бе човече више да има такви луѓе какви што има во парламент. Добре, не може 2 со 2 да сврди. Атанасовски. Дали вие верувате дека ќе има брза ефикасна истрага и конкретно за овој случај, дека споменавте дека не сте дефетист, но прилично песимистички звучите, но веројатно со оглед на тоа што сте одлучиле да се борите овде и да функционирате овде, наоѓате некоја доза оптимизам и генерално и за последниот случај, освен целокупната слика, што според вас демонстрираат моментално истражните органи? Како пред се МВР и ОЈО, дали верувате дека правдата ќе прогледа во земја? Јана, факт е дека да речеме координацијата меѓу јавното обвинителство и органите на Министерството за внатрешни работи многу промптно за македонски стандарди неверојатно брзо за неколку денови направија обвинителни акти, спроведоа одредени луѓе по хиерархиска надлежност, дури со ефективни притвори. Тоа нормално да речеме очекувано за држава која ја однесе во таа насока да и се случи најголемата трагедија, да ја завие целата држава во црно и се очекуваше веднаш да има таква реакција, но од друга страна, како што спомнавте и вие, ние веднаш даваме и партиско-политичко и етно-партиско-политичко значење на целиот случај, конкретно со поранешниот министер за економија, каде што од неговата матична партија изговараа дека тој е невин и ќе дадат докази со кои ќе ја бранат неговата невиност. Апсолутно, сето тоа е одраз на тој систем кој ние го градевме, антисистем кој го градевме во изминативе 33 години, немаме ние ниедна институционална доверба во ниедна институција. Значи, ако сме довеле до тотална гангренозна партизираност на судско-обвинителските органи, како сега, например, ние како граѓани, уште повеќе па политичките партии да речат органите на прогонот или судско-обвинителските власти да си ја завршат ефикасно и ефективно работата, независно од која политичка партија или провиненција се условно кажано тие на кои ќе им се товари сега. Вина бидејќи де факто имаме луѓе кои се представници политички
и на ДУИ, на СДСМ и на ВМРО ДПМН, но гледаме дека секоја политичка партија или секоја политичка опција па тежне да на некој начин каже дека ова е политичка пресметка на едните со другите. Премиерот имаше дадено изјава дека актуелниот градоначалник на Кочани имал политички морална некривична. Да, ама сакам да кажам, гледавме дека на еден начин со таа изјава премиерот како условно кажано да сакаше да го заштити, но понатамошната истрага покажа дека тој може да биде дел и е опфатен од целиот кривично правен настан, така што во држава во која е урнисано се, духот на нацијата и на општеството е урнисен, каде што ние немаме доверба во ништо, немаме доверба во суд, во обвинител, немаме доверба во политички партии кои се репрезентирани во институциите на системот, ние треба да веруваме дека правдата ќе биде задоволена. Точно е дека овој случај ќе има апсолутно институционална разрешница, ќе има судење, ќе има, да речеме, веројатно и судски казни, не знам сега како кривичниот законник ги толкува, бидејќи гледав... ама гледав дека многумина вела дека и претходните градоначалници на Кочани со измените на кривичниот законник немало да бидат опфатени, па дури некој тоа го спомна и за министерот за економија дека намалувањето на казните изгласани со кривичниот законник немало да ги опфати. Како и да е, поентата ми е, ние дојдовме до една точка од која враќање нема. Значи, буквално целиот корумпиран систем кој... Да, тоа ми беше прашањето, дали ова повод за нова обштествена катарза? Мора, знаете зашто мора? Зашто еве, како што каже и соговорникот, градењето не на системот, на тој корупционен антисистем, олигархиски или како сакате кажете го, цигла по цигла, кога го градевме 33 години, да не звучам да речеме така метафорично, се струполи, се сруши токму врз тие млади невини жртви во дискотеката во Кочани. Сакам да кажам, монструмот кој овие 33 години го градевме, на крај врз тие пламени јазици ги одзема животите на најнедолжни. Значи, кога ќе се погледне Македонија, метафорично кажано, 33 години наназад како живеела во огледало, за жал ќе ја види дискотеката Пулс после погибија. Тоа е Македонија денеска во 2025. Освен овие моменти што ги зборуваме, промена на системот, споменавме менталитетот, Хасановиќ, по широката слика, каде се и човечките вредности? Совеста, моралот, доблеста, не само од политичарите и од граѓаните, па еве и од обичните вработени, сега таму се осомничени, да кажеме, во последниот случај за дискотеката, од вратарите, обезбедувањето до функционерите видовме. Меѓутоа, дали и колку трката по профит го уништи човечкото во луѓето, моралот, етиката, разликувањето, што е добро, што е лошо и која е цената? Не знам дали имаме толку време да ви одговорам на се ова. Обидете се. Видете, системот е огледало на еден народ и мислам дека бидејќи живееме во многу тешки економски околности, понекогаш луѓе немаат избор. Јас имам емпатија кон мојот народ. Не мислам дека сме толку расипани колку што сакаме да мислиме дека сме. На крајот на краиштата, не би сакал да бидам вулгарен, меѓутоа Андреј се вратил по луѓе, па така заминал. Нели, се вратил. И многумина други. Негова... Се вратил. Значи, не може некој мене да ми каже дека ние немаме добро у нас. Да, но од друга страна, продавале билети, например, има, еве да кажеме од осомничените, и на малолетници, и на преполна дискотека. Се само... сложил. На крајот пак се парите. Да, на крајот се парите затоа што вие немате еден систем кој што од главата, од највисокиот државен орган ги пушта своите законско дадени пипци да ги контролира работите и да има надзор. Кога нема такво во отсуство на законска контрола, во отсуство на вистински диалог, во отсуство на вистинско барање на одговорност и во отсуство на конструктивизам, бидејќи не е само вие да идете како полицајци да ги лупате со пендрек институциите. Поентата е и да поднесете некоја поддршка, можеби немаат ресурси, може во извештај ќе каже извини, немаме пари ве човече да отидем. Има и такви ситуации. Не можам да отидам у Кочани пошто не ми ја даваат колата. Плата имам 18.000, како да отидам? Океј, нема проблем. Ајде да видиме како да ти даеме едно возило, како да направиме ситуација за ти да можеш да си ја работиш работата.
општеството. Во однос на вредностите, пак ќе речам, не е дека имаме недостаток, а ако имаме недостаток, мора од негде да почнеме да го крираме. Јас не сакам да ширам дефетизам и песимизам. Доволно болка има надвор сега за јас да ширам понатаму пизма. Не го правам тоа. Да, само мислам дека имаме, Значи сакам говорите. Внимавам, се обидувам да бидам конструктивен, бидејќи сензитивна е јавноста и апсолутно е апсолутно, меѓутоа, она што ајде да почнеме од еден краток чекор. Еден краток чекор ќе ги повикаме студентите сакаат да направат нешто, пратете им на пратениците едно кратко прашање на мејл. Господине пратеник, ве молам кажете ми како сте вие извонреден. И нека ви пратат писмено, ви имате право по барање на да пратите барање по пристап до информација од јавен карактер. Ми имате право на барање, кажете ми како сте вие извонреден, што сте направиле вие извонредно за мене. Да почнеме од таму и да видиме кои се извонредните поединци. И во извршната власт исто така, јас ви ветувам дека оној кој што работел со задоволство ќе седне, ќе пушти компјутерот и ќе ви напише тоа што направил. И тогаш ќе може да бидете горди на тој човек. А на тие кои што не работеле, можете само да им кажете фала многу, фала за се до сеа, ај дома. Тоа е за мене пораката, ако сакаме да направиме нешто конструктивно и да ги испочитуваме оние кои што сме ги загубили. Да, спомената Насовски претходно околу здравствените капацитети и се она што за жал оваа трагедија само ни го покажа тоа што постојано сме го зборувале околу руинираниот здравствен систем и сега изминативе денови докторите со надчовечки напори се борат и целиот медицински персонал деноноќно околу закрепнување на повредените, но јасно е дека здравствените капацитети ни се во очајна состојба. Дали и колку е приоритет што побрзо да се инвестира во ова за да не зависиме постојано од странската помош? Не само што е приоритет, туку е прашање на живот или смрт. Видовме во случајот со настаните од дискотеката Кочани, каде што притекнетата странска помош буквално од цела Европа па и од Израел, каде што со авиони ги собра најтешко повредените наши сограѓани, сега ги лекуваат, дај Боже сите да се спасат. Апсолутно не сакам ни да помислам уште колку условно кажано би имале ние жртви, доколку нашиот здравствен систем и нашите лекари би ги лекувале. Видете, кога се збори за здравствен систем во Македонија, мислам дека секој граѓанин се соочил со тие ходници на здравствените коридори, каде што ќе треба да влезе да си ја побара својата здравствена заштита доколку се соочи со здравствен проблем. Кажете ми едно позитивно искуство, освен со некој морален, доблесен доктор или здравствен работник, бидејќи ги имаме апсолутно тие надчовечки напори прават, да го споменеме и човекот кој работеше во брзата помош во Кочанската болница, каде што тој треба да биде херој да му се изгради биста како што. Значи сакам да кажам, имаме ние прекрасни здравствени работници, но кога ќе се соочите со условите во кои тие работат, значи ние имаме, да не говорам од хигиенски аспект, установи каде што вас треба да ви биде гадно и грозоморно, да треба да се лекуват. Јана, имаме болници од Југославија изградени каде што денеска не се искречени. Имаме болници каде што има сепса од таа нехигиена, па дури има примери каде што вие медиумите известувате, не дај Боже за некој здравствен случај каде што починал, па се шпекулира во јавноста, па се вели тоа дека се крие, нели, за да не избие некој скандал. Значи имаме огромен број, не сакам да кажам дека и здравството благодарение од таа корупција што ја говориме, и здравството место да биде лек за македонските граѓани под наводници еден вид на убиец, бидејќи вие, еве го имаше случајот што го спомнавме и во Куманово пред 2 дена, каде што многу млад наш сограѓанин од Куманово починал, татко му обвинува дека не знам. Погрешна терапија. Ние ако не почнеме да ги решаваме од најниско ниво, ја не очекувам дека Македонија ќе има швајцарско или скандинавско здравство и дека Македонија ќе има не знам ти какви скапи апаратури. Но станува збор, ние кои ќе влезете во ходниците, да не се изразам така на смртта, да ви е језиво да ги гледате ходниците, неискречени, нехигиената, во какви болнички услови лежите, во какви кревети и какви здравствени услуги нас. Апсолутно тоа треба да биде приоритет. Образованието, здравството, културата, менталитетот на општественото живење, ако сакате, и образованието е многу активен чинител, бидејќи вие ако имате здраво поколение, ќе имате и здрава држава. Ние го урнисав. Јас мислам дека целиот извор на проблемот е ненормалната партизација на сите општествени пори и сфери на општественото живење во овие 33. Не може
во образованието и во здравството долгата рака на политичките партии да се вмешуваат и да ставаат они нивни партиски политички кадри, а ги гледаме резултатите, да. Хасановиќ, околу здравствените капацитети споменавме, дел од повредените се испраќаат на лекување во странство и огромна благодарност секако имаат сите за сите земји и соседните и пошироко што помагаат, но колку е важно и колку е итно што побрзо на некаков начин да се регенерира целиот тој здравствен систем, секоја чест на докторите, но ако немаат услови, она што го споменавме, како без помош од соседите? Јас не сум експерт за здравство, ниту за јавно здравје. Добро, сега, обичен граѓанин сте, сепак... Да, јас за тоа плаќам данок, затоа што има комисија за здравство која што тоа треба да го прави. Ја ќе се вратам на тоа 1000 пати. Не можам јас за све да размислувам. И не е тоа моја работа. Ја имам работа од 9 до 5, која што ме исцрпува ненормално. И јас за тоа одвојувам данок за тие да го прават. 5 пати се сретнале. 5 во ова здравство. 5 пати се сретнале. 5 пати не удостоиле да направат муабет за тоа што ни се случува и за децата кои што не умираат и за тоа што праќаме пораки за донации за се лекуваат деца. 5 пати се сретнале. И сега јас треба да најдам некаква, видете, овој повампирен систем, ако вие мислите дека со еден сребрен куршум ќе го удрите, дај да завршиме оваа дискусија и да не разговараме повеќе. Ова бара многу работа, меѓутоа првиот чекор е да воспоставиме нови стандарди. Нови стандарди на дискурс. Не мртвиот минимум да не бидеш корумпиран, ма да бидеш извонреден, бе. Ма да бидеш извонреден, да бидеш подсветен. Кога ќе влезеш у тоа собрание, да отидеш дома капнат. Да отидеш дома капнат од сесија у сесија, да пишуваш, да анализираш, да се сретнеш со граѓанско општество, ако не знаеш ти да знаеш кој да прашаш. Такви луѓе сакам да видам таму и тогаш може да имаме некаква дискусија. Јас извинувам, ќе се апстрахирам од зборување за јавно здравје, бидејќи тоа не е мој фах. Не е ваш фах, меѓутоа зборуваме и како обичен граѓанин. Сакам да имам добро здравство и сакам да имам здравство по највисоки светски стандарди и не мислам дека не е невозможно. Дали Атанасовски мислите дека ќе има доволно кадар, институциите и волја за детално да проверат се ова за што до сега зборувавме. Од не само угостителските објекти, има иницијатива, односно се проверувале, исто така деновиве гледам се наметнува прашањето околу безбедноста и на стамбените згради. Пристапот, пренатрупаноста од паркинзите, колку воопшто е безбеден македонскиот граѓанин и од овој аспект? Воопшто не е безбеден, ама дали ќе има волја, пак ќе се вратам на тоа што го заокружува кругот. Еве сега ќе ви кажам, тоа сега се растрчани за противпожарни апарати, па вела дека во изминативе неколку дена се потрошени колку за изминативе неколку години. Да, точно е тоа така. Такви со надиво што сега се обидуваат. Не, сакам да кажам, точно е тоа така, ама еве јас не живеам во колективно стамбено домување, но колеги мои кажа што живеат во згради во колективно стамбено домување, дека масовно се крадели тие противпожарни апарати. Има и такви, значи сега ние тоа сакам да кажам. Значи ние сега ќе ги обвиниме граѓаните дека не се исполниле својата законска обврска, дека немаат противпожарни апарати, ама тие граѓани ќе ви речат 5 пати купивме противпожарни апарати, 10 пати ни ги украдоа, каде е тука полицијата да реагира? Бидејќи не сакам да навредам да ги ставам во исти кош сите полициски службеници. Верувајте вие во која било полициска станица во Македонија да отидете и да пријавите кај некој полициски началник, инспектор или обичен полицаец дека вам ви е украден, не знам, противпожарен апарат, во буквална смисла ќе ви се изнасмее во фаца или обичен тротинет или точак. Затоа во другите развиени земји и општества, каде што колегата вели јас плаќам данок и очекувам благодарение на тој данок сите институции да си ја вршат работата согласно своите прерогативи и за еден украден точак или противпожарен апарат, таа полиција ќе го најде и ќе го казни тој. Значи ние имаме девастирано и руинирано општество и систем и сега се прашувам каде е почетокот, каде е крајот, каде што велите и вие еве сега ќе се чешлаат и сите угостителски објекти, сите стамбени и треба да се чешлаат, но прашањето на крајот на денот е како ние ќе го затвориме тој систем по ова што го велите вие, дали ние ова е мртвата нулта точка на Македонија кој се случи на 16.3 во Кочани во 2025 и конечно ќе мора да се свестиме сите како граѓани општества, да почнеме од нула да го градиме општеството и ги почитуваме стандардите и законите на општественото живење, бидејќи видовме од непочитување 33 години што се случи. Ова беше најкатастрофалниот пример и сите претходни примери предходно, но од тука па натаму немаме каде.
Или ќе почнеме да го правиме тоа, или циклично, перпетуирано ќе ни се случуваат вакви или уште пострашни трагедии. Не дај Боже, еве ги спомнавме изградите. Ако немаат, да речеме, противпожарни апарат, или ако немаат оние скали помошни, ама ќе ви кажам дека и тие скали помошни има луѓе во одредени скопски населби што си ги претворале во шпајзови и во летни кујни. Добро, за крај само морам да завршувам емисијата. За крај, Хасановиќ, кој ќе добие битката? Јас сум секогаш, знаете, Давид и Голијат, ја увек навивам за помалиот. Ние сме за жал, сме се довеле во ситуација да ние како граѓани од кои што извира легитимитетот и мандатот на луѓе да бидеме помалиот сега. Меѓутоа, време е да се исправиме да покажеме колку сме големи. Првиот чекор за тоа е активно граѓанско учество. Пратете писма и прашајте ги дали и колку се извонредни, на кој начин. Нека ви кажат луѓе, мора да ги не е мртвиот минимум да не бидеш корумпиран. Нас не уби мртвиот минимум. Дај да го тргнеме тој мртов минимум. Мислам дека сега треба да се бориме со мртвиот минимум. Не можеш ти само да го правиш тоа што ти е дословце пропишано со закон. Па дај малце проактивно се очекувате. Како си извонреден. Тоа кога ќе го направиме како стандард, кога ќе го очекуваме од еден од друг како прво. Еден од друг да очекуваме да бидеме извонредни. Добро. Мораме тоа да го вратиме и тоа е моја единствена порака. Да почнеме од тоа, па ај ќе видиме како ќе успее тоа. А дали верувам у моите сограѓани? Верувам. Како да не верувам у моите сограѓани кога видовме толкава солидарност кога се деси се тоа. Меѓутоа не можеме секогаш да чекаме да дојде водата до овде за да сватиме дека се давиме. Дај малце по-проактивно, дај малце да учествуваме, дај да прашуваме. Да ве прекинам, ни истече времето. Ви благодарам и на 20-та што бевте дел од само вистина. Благодарам на поканата. Почитувани, останете со програмата на Канал 5. Сите најнови информации ги имате на веб-сајтот и ќе ги погледнете во вечерните вести.